Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich bin Mojo Killington und das ist Unwirklich mit Mojo, das Programm für die deutsche Minderheit in Mazedonien. In Mazedonien ist alles super, Grüchen sind billig und die Leute schreien. Wir haben ein Video dazu. Ja sam zadovoljan, бидејќи ја 18 години работев у Германија и напуштив Германија и така ме донесе среќата. Ето, како што гледате, прв пат откако сум јас тука да почнеме емисијата со радосни вести, платата рипна на минималната на 18.000 на 300 евра, дури почнеа да се враќаат германците од работа. Нормално дека може да живее со минималната плата плюс германската пензија од работата таму, што во моментот не е важно, важни се 18.000 кои ги добија работниците и кои ќе им бидат многу од помош. Но пошто сме Македонија, секој пат тука има нешто ама, па така ама, во меѓувреме се поскапени од меѓу двете минимални плати струјата, парното, домувањето, брашното, маслото, храната, бензинот. Ама и платата крената што ќе им дојде добро нив. Горивото се на со високи цени и некои одма тргаат паралели. Така, например, се појавува дека во 2012 била повисока цената на горивото. Тоа е за оние што не знаат дека денес сме 2022 на 2012. Ако е цената висока, висока е и сега и тогаш. Например, имаше времења кога воопшто немаше бензин по бензинските пумпи, па се чекаја редови, се купуваше со бонови. Во почетокот на 90-тите имаше уште полоши времења, например 1573 воопшто немаше бензин. Никаков. Само коњи имаја. Добро, да продолжиме во ведриот тон и во радосните вести. Спиро Ристовски, кој ретко кој знаеше дека е во куќен притвор освен неговите домашни, е пуштен од куќен притвор. Изгледа дека Миле повлече нога, па тој им прави друштво сега и на Рашковски, на Трајко Велјановски. Се собра едно друштво надвор, што е добро што ги пуштија вака напролет, пошто зима и да ги пуштат, немаше кај да одат, немаше поента да ги пуштаат во зима. А се вратиме малку на еден дел од емисијата кој го имаме запоставено во овие тешки времења, а тоа е храната. Да видиме што се готви по македонските полициски станици. Ево, како што би рекол некој бивш премиер, живи луѓе ќе јадеме, живи командири ќе јадеме, нека му е со лесно на командирот, брз опоравок и тоа е тоа. Тоа беше тоа за оваа недела, се гледаме наредната недела, а до тогаш уживајте или не уживајте, кој сум јас да ви кажам. И мислете позитивно, и за вас, и за владата, и всичко е добре.